Пеглите по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Мир вам. Татко мој кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Татко мој, во името на Твојот Син Исус Христос ти благодарам што и денеска си ми дал живот, си ми дал сила, ми ја даваш Твојата љубов, ми го отвараш ова слово со власт и сила. Нека овие слова што ќе ги прочитам денеска ги допрат сите оние кои имаат потреба од Тебе, Татко мој, зашто Ти знаеш кои луѓе се Твои. Ние денеска ќе зборуваме од првото послание на Коринтијаните на апостол Павле. Тоа е една голема Божја приказна. Најголемиот гонител на христијаните, Савле од Тарс, учен по еврејските традиции, присутен кога е каменуван Стефан, ги гонел и ги убил христијаните, му се јавува Бог на патот за Дамаск, Отецот Небесен, односно Исус, видлив во Исус. Савле ослепува и му вели: Савле, Савле, зошто ме гониш? Јас сум Исус кого го прогонуваш. Не можеш да се риташ против бодило. И така Савле потоа е однесен во Дамаск и Ананија положува раце на него. Тој прогледува и станува избран сад за широка употреба и го шири Евангелието. Доаѓа во Македонија, во вашата и нашата земја, во Исус Христова Македонија, која ја запишал Бог во Светото Писмо. Светото Писмо напишано од самиот Дух Божји, односно Бог е Дух, од Духот Божји, во кој е запишан македонскиот народ како избран сад за да се шири Светото Евангелие, дадена заповед во Македонија да се шири Светото Евангелие. А што се шири денеска во Македонија, вие можете да видите. Ти благодарам, Татко Небесен, што ми ги отвараш овие слова. Значи, првото послание на апостол Павле до Коринтијаните, во Македонија и секаде во светот денеска се шири
Има еден стих во 1 Коринтијаните: не сакајте го светот и се што е во него. Кој го љуби светот не е од Отецот, не е од Отецот. Зашто се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. Од овој свет. А кој е тој овој свет? Тој свет што ви се случува и вам во Македонија, на целиот македонски полуостров, Бугарија, Србија, Грција, насекаде. Овој свет го владеат под небесните сили на темнината на овој век. И апостол Павле неслучајно вели: нашата борба не е против крвта и плотта, туку под небесните сили на злото на овој век. Овој свет е владен од сатаната и во 1 Коринтијаните се вели, во 1 Јованово се вели: а светот поминува и похотите негови, а оној што ја извршува волјата Божја останува довека. А оној што ја извршува волјата Божја останува довека. Значи, христијанството е тоа што е запишано во Новиот Завет, бидејќи сте направиле завет со Исус Христос. Пред да дојде Исус, луѓето поднесувале жртви, колеле крв да се очистат од своите гревови, бидејќи човекот има грешна природа, бидејќи е паднат ангел. Затоа што е пишано во Откровение по Јован Богослов дека сатаната и неговите демони се фрлени, откако се поразени од архангел Михаел на земјата. И човекот има гревовна природа. Првиот греф е од Адам, вториот што сте отпаднати од Бог. Му е потребна сила, потребен му е нов завет, значи колеле живот да се очистат краткотрајно. И најсетне Бог толку го возлюби светот, односно паднатите луѓе, паднатите чеда, отпаднатите, сатанската природа што владее на земјата, што го даде својот единороден син, односно тој видлив во синот, ја пролеа својата света крв за секој од нас. На крстот ги зеде нашите гревови. И нема потреба повеќе од крвни жртви, потребно е сега само да се усовршуваме во љубовта, како што вели и во Светото Писмо. Значи, христијанство надвор од Светото Писмо нема, тоа не се канони, фрески, икони, градби, цркви, зашто Бог не живее во ракотворни храмови. Христијанство е степенот на кој вие чекорите по образецот што ви е даден Исус Христос во неговата љубов. Павле по Божја волја повикан апостол на Исус Христос и братот Состен, значи Исус ги повикува апостолите, Павле е повикан од Савле, стана Павле. Иако имаше еврејско школо и античка, македонска, хеленистичка, ќе ја речете денеска, филозофија, тој имаше помазание од Бог. Зашто има еден стих кој вели: и немате потреба некој да ве учи, бидејќи самото помазание ве учи на се. Значи, Павле по Божја волја и човечка волја, две категории. Ако ви одите со вашата човечка волја, најсетне ќе заглавите во овој свет кој го владее сатаната, но ако ја барате Божјата волја, можете да дојдете до Божјото царство на небесата и од син човечки падната, од падната природа, гревовна природа, да се вратите кај Отецот Небесин, да станете син Божји. Павле по Божја волја повикан апостол на Исус Христос. Повикан, имате повик од Бог, одредени луѓе. Така зборува текстот. Те молам, Татко Небесен, и овие слова да дојдат, да ги допрат сите оние што имаат потреба од Твојата љубов, да ги исцела скрушените по срце. Повикан апостол на Исус Христос и братот Состен до црквата Божја во Коринт. Црква Божја во Коринт. Имаме една Божја црква, немаме православни, католици, протестанти и други, евангелци, баптисти, конгрешани, разни други цркви. И некои кои не го признаваат Исуса, например, како јеховини сведоци. С краја да е до црквата Божја во Коринт, до осветените во Христос Исус. Осветени, бидејќи со крвта на Исус Христос сме осветени, тие што ќе застанат под крстот на Исус. Категорија да застанеш под крстот на Исус, да го признаеш за свој Бог и Спасител, да го признаеш дека те откупи со својата крв, ја пролеа својата невина крв за секој од нас и твоите гревови се простени, да не грешиш повеќе. Повикани свети до црквата Божја во Коринт, до осветените во Христос Исус,
повикани свети заедно со сите оние кои на секое место е овде во Егејско, го повикуваат името на нашиот Господ Исус Христос. Нашиот Господ, нивни и наш Исус Христос е Бог, создател на се. Татко мој, Исусе го повикувам и денеска Твоето име. Значи, повикани свети и заедно со сите оние кои на секое место го повикуваат името на нашиот Господ Исус Христос, нивни и наш. Да имате благодат и мир од Бога, сите вие што го слушате овие живи слова. Да имате благодат и мир од Бога, нашиот Отец, Татко на небесата, кој создал се, и Господ Исус Христос, неговиот Син, односно Отецот е видлив во Исуса Христа. Бидејќи Бога никој никогаш не го видел, ниту може да го види и живее во непристапна светлина. Значи да имате благодат и мир од Бога. Мирот свој ви го давам, вели Исус, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше, а кој се бои, има еден стих, не е совршен во љубовта. Ние зборуваме за еден принцип, че корење со Бог. Препуштате се на Бог, за се го молите Таткото Небесен во името на Исус Христос, не се грижите, бидејќи Бог ве држи во своите јаки дланки и ќе ви помогне, ќе ви даде сила од Син човечки, од гревовна природа, затоа сте родени на земјата, друга причина нема, од Син човечки, да станете Син Божји и да се вратите во Божјото царство на небесата, во вечниот живот. Значи, Бог за вас, поради Божјата благодат, Божја благодат, по благодат сте спасени, има еден стих, Бог ве возлюби, по Божјата благодат што ви е вам дадена во Исуса Христа. Исусе, и денеска го повикувам Твоето име. Пишано е, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Преку кого станавте богати во се. Бог, богат, мојот татко е небогатиот, се има, се е негово, се мое е Твое, му вели едниот Син, Таткото Небесен. Се мое е Твое. Богати во се, во секое слово и во секое знаење. Богати во се, во секое слово и во секое знаење. Луѓето денеска не размислуваат дека Словото е од Бог, како го читаат Светото Писмо, ќе знаат дека на почетокот беше Словото и Словото беше од Бога и Бог беше Словото. И кога ќе размислуваат дека Словото е од Бог, ќе се молат да им стави Господ стражар на устните, за да умеат како се однесуваат кон Божјото Слово, бидејќи за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, пишано е во ова живо Слово, ќе одговараат на судниот ден. Хулење, пцуење, колнење, не може од еден ист извор да извира сладка и горчлива вода, не може од една иста уста да излегува и благословот и клетвата. Значи, зашто се утврди во вас Христовото сведоштво. Христовото сведоштво, така што не сте лишени од ниеден дар. Не сте лишени од ништо, од ниеден дар, што го очекувате вие, откровението на нашиот Господ Исус Христос, а може да биде и Твој Господ и Твој Спасител, да те држи во неговите јаки раце и да ти кажува кон непријателот и истребувај, кон непријателот под небесните сили на злото на овој век. Бидејќи имате два пата, друма, широкиот пат што води кон пропаст на сатаната на овој свет и тесниот пат што води кон животот, зашто Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. Значи, тој ќе ве утврди и до самиот крај да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи. Значи, Исус е дојден зашто ни е потребна сила да се укрепиме во Него и од Син човечки да станеме синови Божји. Затоа сте родени на оваа земја. Има еден стих кој вели: татко ти и мајка ти те оставија, но Бог
Bog nema da te ostavi ako ga povikate со чисто срце. Господе мој, Исусе, дојди во мојот живот, те повикувам да застанеш да ме водиш, потребна ми е твојата милост, твојата сила, твојата љубов, да бидам светлина на светот, да ги осветлувам скрушените по срце, да им ја носам благата вест и сведоштвото, значи безпрекорни, да бидам и да ме утврдиш, Господи, до самиот крај, за да бидам безпрекорен во денот на нашиот Господ Исус Христос, кога повторно ќе се појави во небесата во слава и кога ќе изгори оваа земја, ќе направи ново небо и нова земја и нов циклус за оние што не го избрале, а тие што го избрале ќе воскреснат и ќе одат во Божјото царство на небесата. Верен е Бог, кој ве повика. Бог ве повикува, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Имате ли спокој во овој свет? Лага, крадење, дрога, криминал, политичари кои ве продаваат за 30 на сребреници, евреници. А Бог ви вели, дојдете при мене сите изморени, кој ве повика во заедништво со неговиот син Исус Христос, нашиот Господ. Денеска луѓето викаат Бог е еден, Бог вака, Бог така. Видите, кога ќе читате Библијата, живи слова, зашто на неколку места се вели дека Исус е Словото. Тројца се кои сведочат на небесата, има еден стих во 1 Јованово, Отецот, Словото и Светиот Дух. Значи Исус е Словото. Има вика, името му беше Божјо Слово натопено со плаштот на крвта во Откровение по Јован Богослов. Луѓето велат Господ, Господ. Еден е Господ. Интересно, но тука пишува кој го исповедува Синот. Во 1 Јованово има и Отец, Татко на небесата. Значи нема веќе Господ, имаме Татко. И кој не го исповедува, го одрекува Синот, нема и Отец. Значи вие немате Господ без Исус. Тоа е тука пишано, не е пишано случајно, бидејќи Библијата е книга напишана од самиот Бог. Слава ти, Татко Небесен, што си го објавил тоа на мудрите, што си го сокрил тоа од мудрите и разумните, си го открил на младенците. Те сакаме, Господ Исусе Христе. Браќа, апостолот Павле, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите вие да зборувате исто и меѓу вас да нема раздори. Поделби во црквите. Една црква имала ваква, друга таква, озборувања. Меѓу вас да нема раздори, туку да бидете совршено соединети во еден ум. А тоа е Христовиот ум. Тоа е Исус Христос, тоа е ова живо слово. Секоја мисла, има еден стих, да му биде подредена на Исус Христос. Да имате еден ум и во исто мислење. А нашето мислење што е да ловиме луѓе, да ја шириме благата вест и да ги спасуваме, ловци на луѓе. Исус им вели на Петар, Симон и на Андреј, Симон наречен Петар, дојдете ќе ве направам ловци на луѓе. Тие беа рибари како овде во Јонско море зад мене. Браќа, значи ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите вие да бидете едно во Христа, соединети, зашто црквата е една, нема деноминации, поделби. Исус Христос е главата, ние сме органите, ние сме делови, живи камења на неговата црква. Не е црквата градба велелепна да се поклонувате, да правите идолопоклонство на фрески, икони, богородици и слично, и на обредни категории. Зашто од домашните на Хлов чув за вас, браќа мои, дека меѓу вас имало и кавги. И денеска има кавги во христијанските деноминации. Ние гледаме во православните цркви, не сакаат да се видат. Грчката православна црква веруваат во Исус, не ја сака македонската и не ја признава. Српската, бугарската и спомешани црногорската. Какво е тоа христијанство? Тоа не е христијанство, браќа. Видете, Бог добро вели, ќе ве познаа дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Да се љубите меѓу себе не подразбира да го негираш братот свој. И понатаму еве што вели, сакам да ви кажам дека секој од вас вели, јас сум Павлов, црквата на Павле. Јас сум Аполосов, црквата на Аполос. Јас сум на Кифа. Јас сум пак Христос, мисли на Петар. Па зар Христос е разделен?
Што сте поделиле во христијански деноминации? Сте се утврдиле место да излезете надвор да го ширите евангелието на благата вест, да видат незнабожците дека има љубов меѓу вас и да речат сакам да бидам христијанин, да имам таа љубов што има во вас, да го имам тој мир што постои таму. Зарем Павле беше распнат за вас или пак во името Павло бевте крстени? Му благодарам на Бога што од вас никого не сум крстил, вели апостол Павле, освен Крисп и Гај, та никој да не може да рече дека ве крстив во мое име. Која е црквата? Црквата е на Исус Христос. Ние треба сите заедно да се молиме. Кога има некој проблем, треба да се собереме, да се молиме заедно, да ја покажеме Христовата сила, Христовата љубов, Христовиот ум, а не да сме поделени. Навистина го крстив уште и Стефановиот дом, инаку не знам дали сум крстил и некој друг. Што е важно кој ве крстил, кога сте го примиле Христос? Единствено нешто што ќе бидете судени, по кое ќе бидете судени по делата, не по градби на цркви, не по носење масла, поклони. По делата на љубовта. Колку љубов носите вие во вашето срце, чисто срце дај ми Господе, добра совест и нелицемерна вера. Нелицемерна вера. Зашто Христос не ме прати да крштевам, вели апостол Павле, туку да го проповедам Евангелието, а тоа не со премудри зборови, за да не се изгуби и силата во крстот Христов. Зашто словото за крстот е безумие за оние што пропаѓаат. А за нас кои се спасуваме, словото е Божја сила. Тие не го разбираат словото. Кој од Бога ги слуша зборовите Божји, а вие не сте од Бога, им вели Исус. И затоа не ги слушате зборовите Божји. Вашиот татко е ѓаволот. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.